Добро вечер, почитувани гледачи. Минути за најновите информации, вести и настани што ја одбележаа домашната културна сцена. Поддршката на младите филмски автори и развојот на нови филмски проекти се меѓу приоритетите на годинешното 5-то издание на фестивалот Преку езерото. Преку работилници, учесниците имаат можност да ги усовршат своите сценарија и да ги развијат своите филмски идеи со помош на искусни професионалци од филмската индустрија. Како изгледа креативниот процес и што добиваат младите автори од оваа програма, во продолжение од прилогот на колешката Викторија Миткова. Преку езерото е единствениот фестивал кој ги помага младите актери, студенти и дебитантни во стартот на својата кариера. Трета година поред се одржува работилница Нови бранови во која младите учесници креираат своји приказни, а со помош на менторите Александар Русијаков и Дејан Милошевски ги пишуваат своите сценарија кои ќе прераснат во дебитантски и студентски филм за една година. Искуството е прекрасно да се работи со млади автори, со млади луѓе кои што сакаат да станат автори, филмски автори, затоа што секогаш е голем предизвик да работиш со луѓе кои што сонуваат уметност и сакаат да ги остварат сопствените соништа. Добитниците на финансиската помош која доделува Преку езерото ги прикажаа двата краткометражни филмови Вошки по сценарио и режија на Роза Симоновска, минатогодишната учесничка на фестивалот, и Аналогни души во режија на Марија Грчева. Роза, студентот, даде прекрасен филм на отварањето што ни даде едни емоции дека веќе нашиот филм делува моќен. Има авторство. Мислам дека публиката го доживеа како не студентски филм, како режисер кој режирал. Беше толку голем аплаузот што не направи горди да бидеме на самото дело што го правиме за млади студенти. Младите учесници сметаат дека ова е одлична можност не само да научат од веќе докажаните филмаџи, туку да се потрудат да добијат финансиска помош за својот прв филм. Многу е добро што има ваква работилница. Тоа што го видов вчера, филмот на Роза беше прекрасен, беше супер. Значи, има. Да, добро, има шанси. Како сте задоволни од Преку езерото, еве овие 2 дена сега гледате? Супер, одлично е, баш е онака момденски го доживувам место, прв пат доаѓам овде. Менторот на работилницата Александар Русијаков вели дека македонскиот филм секогаш ќе има иднина, затоа што секогаш ќе има луѓе што ќе сакаат да бидат филмаџи. Македонскиот филм, без разлика дали постои ли оваа работилница или не постои оваа работилница, секогаш ќе има иднина, затоа што секогаш ќе има луѓе кои што сакаат да бидат уметници, филмски уметници, филмаџи, но оваа работилница покажа преку 4 филма кои што досега се финансирани, кои што досега помина, вчера имаше премиера на еден, на затварањето на фестивалот има уште еден, дека тоа се многу талентирани млади луѓе кои што иднината ќе покаже, нели, како понатаму сами ќе се развиваат. Ова е само една како одскочна даска, понатаму се е во нивните раци и во нивните сон. На работилницата учествуваат дипломирани режисери, сценаристи и продуценти, автори кои се уште немаат реализирано дебитантски краткометражен игран филм. Филмскиот фестивал, освен што им помага финансиски, добиваат грант во техника и опрема, продукцијска поддршка и материјални средства за снимање и постпродукција. Од 10 до 12 јули, живописниот Галичник повторно е домаќин на една од најпрепознатливите и најавтентичните културни манифестации во Македонија – Галичка свадба. Илјадници посетители од земјава и од странство и оваа година имаат можност да бидат дел од единственото доживување што го нуди оваа вековна традиција, исполнета со свадбарски обичаи, автентични носии, изворни песни и ора кои представуваат живо сведоштво за богатото културно наследство на Мијачкиот крај. Во центарот на вниманието на годинешната Галичка свадба ќе бидат галичките младоженци Александар Пендаровски и Мартина Михајлова. Нивниот избор носи посебна символика, бидејќи годинава се навршуваат 35 години од првата современа Галичка свадба, одржана во 1991 година, кога биле венчани родителите на Александар.
На тој начин, нивното учество представува продолжување на едно семејно наследство и силна поврзаност со Галичник и неговите обичаи и традиција. Се иде по план оваа година и им благодарам многу на организацијата и местната заедница што стоа позад нас и заедно вежбаме околу обичаите, ги повторуваме постојано. Се надам дека сите што може дека ќе присуствуваат, дека ќе си имаме заеднички моменти што ќе си ги паметиме и ќе дајме ние све од себе и све се биде како што треба да следи. Минатата година за прв пат имав прилика да присуствувам на галичка свадба и бев воодушевена од убавината на самата традиција, на сите обичаи и без двумење прифатив оваа година да бидам галичка невеста. За мене е огромна чест јас да бидам дел од една прекрасна македонска традиција што има огромно значење за сите нас. Галичка свадба е многу повеќе од манифестација што се одржува еден јулски викенд. Таа е жив дел од нашиот идентитет и најдобар доказ дека традицијата продолжува да живее низ семејствата и низ генерациите. Покровител на Галичка свадба 2026 година е председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова, а Министерството за култура и туризам обезбедува институционална поддршка. Целата програма на Галичка свадба 2026, која ги вклучува сите традиционални свадбарски обичаи, се емитува преку видео екран поставен на централното плато во селото, а се емитува и на социјалните мрежи, со што манифестацијата се доближува и до оние кои немаат можност да бидат физички дел од овој настан. Со свечен гала концерт, насловен Љубов, вечерва, 12 јули, на Античкиот театар во Охрид ќе биде отворено 66-то издание на фестивалот Охридско лето. Настанот ќе биде под диригентската палка на Марко Боеми од Италија, а со оркестарот на Македонската опера и балет ќе настапат реномираната сопранистка Ермонела Јахо од Албанија и светски познатиот тенор Чарлс Кастраново од Соединетите Американски држави. Сцената е подготвена за љубов. Ова лето, Охрид повторно станува дом на врвната уметност. Музика што допира до тишината меѓу мислите. Театар што останува долго по спуштањето на завесата. Вечери во кои сцената и градот дишат заедно. На 66-то издание на Охридско лето, светски уметници и стотици изведувачи ќе создадат моменти што се чувствуваат со целото срце. Од 12 јули до 20 август програмата ќе се реализира на повеќе локации, и тоа во Света Софија и нејзиното предворје, Центарот за култура Григор Прличев и сцената Долни Сарај. Предвидени се 48 настани со учество на над 700 уметници од 24 земји, што уште еднаш ја потврдува силната меѓународна димензија на фестивалот. Во музичкиот дел, публиката ќе има можност да слушне светски познати уметници. Джез програмата ќе се одржи на сцената на Долни Сарај со 4 вечери посветени на джез музиката. Драмската програма ќе понуди повеќе значајни театарски остварувања. Во рамки на фестивалот ќе бидат одбележани и значајни јубилеи, меѓу кои 100 години од раѓањето на оперската примадона Ана Липша Тофовиќ. И додека летото минува, уметноста продолжува да живее во секој поглед, разговор и чекор покрај езерото. Од 12 јули до 20 август уживајте со програмата на 66-то издание на фестивалот Охридско лето. Фестивал што повторно ќе го претвори Охрид во сцена на врвна светска уметност, музика, театар и балет. Покровител на фестивалот и оваа година е председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, што дополнително ја нагласува културната и националната важност на фестивалот. Тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Останете во добро расположение со програмата на телевизија Алфа. Од мене пријатно!